Секоја одговорна влада како примарна цел го има интересот на граѓаните. Во тој момент владата оцени дека доколку дојде до либерализација 100% на пазарот на електрична енергија, тоа не го направи спонтано, него врз основа на темелна анализа, која што во тој момент постоеше и со податоците кои што ги имавме на располагање, и компарирањата што ги имавме со земјите од Европската унија, донесе заклучок дека во овој момент, ако ние дозволевме 100% либерализација, тогаш граѓаните ќе плаќаат до 20% поскапа електрична енергија. Само за илустрација, ако го анализирате просекот на цената на електрична енергија што граѓаните на Република Македонија го плаќаат во последните 3 години, 14, 15 и 16 година, е за 2,5 пати помал од просекот што го плаќаат граѓаните на земјите членки на Европска унија во последните 3 години, 14, 15 и 16. Со други зборови, ние сме некаде околу 5 денари за киловат час, они се околу 12,5 денари за киловат час. И повторно стојам на таа теза и ќе дискутираме сега со бројки, доколку дојде до либерализација на пазарот на електрична енергија каде што граѓаните ќе купуваат слободно на истиот, тогаш во моментот таа цена на електрична енергија ќе биде можеби повеќе од 20% поскапа поради условите кои што влијаат на пазарот на електрична енергија и берзите кои што се во Европа репер за одредување на таа цена. Владата не го напушти процесот на либерализација, него седнавме, преговаравме со тогашното раководство на Европската енергетска заедница и рековме да, ние продолжуваме, но тоа ќе го спроведеме во етапи, за да успееме да го подготвиме пазарот да го абсорбира сиот ризик кој што постоеше во тој момент, а од друга страна да го подготвиме Елем да може да биде рамноправен учесник на тој пазар, бидејќи Елем е гломазна компанија која што има повеќе од 5000 вработени, да ја возможиме на Елем да направи свој нетворк, своја мрежа во земјите членки на Европска унија, но и оние кои не се членки а поседуваат берзи кои што се ликвидни, за да може и таа да биде рамноправна со овие трговци кои што имаат по 1, 2, 3, 5 вработени луѓе. Тоа беше главниот мотив. Од една страна да ги заштитиме граѓаните ценовниот шок, а од друга страна да ја подготвиме Елем подготвена да го абсорбира сиот ризик и потенцијал кој што следуваше.